Ајде да се представам, јас сум Фарко Шакири, 30 години работев како новинар, сега сум работев кај својата сопруга. Дојдам по 100 денари за цигари, други ден зависи. Значи, како новинар работев во Утрински вестник до 24 ноември 2000, ова не ноември, него јуни 2011, кога поради тоа што заедно со колегите се обидов да одбранам дигнитетот на редакцијата и на колегите, добив отказ, без отказан рок, од доктор Срđan Керим. Тој ден за случувањето во Вестникот имав и настап на една телевизија, а тоа беше квалификувано како настап на една непријателска телевизија и нарушен интегритет на Утрински вестник. Ако ја го нарушив таа вечер интегритетот и имиджот на Утрински вестник, не знам што се случи со она шише 750.000 евра на доктор Срđan Керим. Сега да не плачам околу мојата судбина и секојдневните разговори со банкари, извршители и така натаму, ќе ви кажам дека ако на тој 24 јуни бев убиен јас и 4 мои колешки, а сега сме по судски, таму ходници се акаме, демек старата вели судија те тужи, кадија те суди, една колешка веќе падна и на апелација, иако и Државен инспекторат, и Министерство за труд и социјала, и Управен суд пресудија во наша корист, од сето тоа ништо. Значи, на 24 беха убиени 5 души, на 24 декември минатата година комплетно беше убиено новинарството во Македонија, демократијата и понатаму. Во оваа прилика сакам да кажам дека формално се уште сум новинар и се срамам што сум дел од таа афела. Честни исклучоци кои денеска се работат како што треба. Девек ние као не знам која пета, шеста, седма сила треба да бидеме на столбот на демократијата, да ги браниме демократските процеси, да не знам што да правиме. Ние се најдовме, повторувам со честни исклучоци, во скутот на власта и сервис и не знам како да ви објаснам, таа сервилност на моите колеги од некои медиуми кои се нарекуваат новинари. Не, тоа не се новинари, тоа се конвертити кои трчаат под трагата на парите и статусот. И нормално влегуваат во оној дел на новата елита која ја прокламира владеачката структура. Сакам да кажам дека тој ден ми беше срам од самиот себе, а да не зборам за интелектуалците, нели ние новинарите сме интелектуалци. Се прашуваме денеска каде се тие? Постојат ли интелектуалци во Македонија? Некој ги нарече конформисти. Да, тоа се интелектуалци во ефтини портокалови костуми, кои што ги валкаат секојдневно у таа куќата на страво таму, барајќи некој амбасадорско место, советничко место, не знам што и не знам што. Не се ни конформисти, они не знам што значи тој збор. Тоа е срам, не само за Македонија. Јас не знам, не познавам земја каде што опозицијата е крива за се што се случува овдека. Во она што остана од другар, пријател, роднина, секојдневно, во тие муамети, слушам некои флоскули, некои парадокси. Па добро, овој ќе се оди, Бранко ќе дојде. Јас не сум овде ни за Бранко. Јас сум овде за мене, да си го кажам свој став. Ова е мојот крик. Ова е мојот крик да излеземе од оваа темнина. Не се живее во страф, луѓе.
А ако е Бранко најголемиот проблем на оваа држава, тогаш нема проблем. Затоа овој мој крик и апел до сите, до цела Македонија, без разлика на партиска припадност, религијска, национална, не знам што веќе, да излеземе, да кажеме не. Доста е на овој тоталитарен систем. Доста е. Еден мој комшија кој пред известно време стана член на Уставен суд, замислете, вели екому јавче сега каде, сега 5-4 година. Да, јас сум комунјар од глава до пете, уште имам членската книжка СХМ, живеев во еднопартиски систем, не се слага со начините како практикува власт и тие луѓе од тој систем. Меѓутоа, овој систем е неспоредлив. Ова не е еднопартиски, ова е катастрофа, ова е тоталитарност. Да не се враќам историски, немам време, има и други луѓе што овде треба да кажат нешто. И уште нешто апел до сите. Ако не сме во затвор, не значи дека сме слободни. Благодарам.